Кога ја започнавме оваа 2023 календарска година, нашата јасна цел која представивме беше да биде брза исплатата на субвенциите, за да може да го стартуваме и новиот модел за субвенционирање. Тоа што тогаш го предвидовме, денеска може да констатираме дека согласно законскиот рок, и тоа можеби е за прв пат во овие 15 години, сите основни плаќања по грло и по површина се веќе исплатени пред законскиот рок. Започнуваме и започнавме со исплата и на сите дополнителни и интервентни мерки кои што ги носиме во текот на годината. Меѓутоа, брзо и навремено, уште од февруари, па се до јуни субвенциите ги добија поледелците, лозарите, тутунарите, оризарите, овоштарите, сточарите и млекопроизводителите. И токму таа исплата од околу 6 милиарди денари веќе е комплетирана. Како резултат на повеќе извршени консултации, кажавме дека сите барања на земјоделците од терен, сите барања на земјоделците и на сите подсекторски групи внимателно ќе бидат разгледани и дека нашите политики ќе бидат засновани токму во текот на годината да интервенираме и да излеземе во пресред на барањата. Затоа се одржаа 3 консултативни процеси на подсекторската група за жито и по денешните консултации со претседателот на владата сакам да најавам дека Министерството е подготвено и ќе излезе пред владата со нов пакет на мерки кои што го фаќаат токму производството на жито, односно дополнителна поддршка на јачменот и на пшеницата. Тоа беше и наша основна цел која се правеше и националниот план за производство на храна со цел како да го зголемиме домашното производство на храна. Мерки прифатени од земјоделците и во интерес на земјоделците. Во таа насока сакам да соопштам дека преку интервентниот фонд, кој што втора година поред владата го носи, како едно наше ветување пред земјоделците, како посебна програма и дополнителен фонд надвор од директните плаќања и руралниот развој и од досегашните програми, и како нова програма која што единствени во регионот ја имаме, оваа година приоритет ќе дадеме за поддршка за пченицата. Предлагаме дополнителни 3 денари за предаден килограм пченица кај регистрирани откупувачи дома во Република Северна Македонија. Со ова производителите на пченица, земјоделците, бидејќи тоа е наша стратешка култура, добиваат покрај основните плаќања кои што веќе се исплатени, покрај зелената нафта, за која што исто така договорот на платежната агенција со избраниот оператор е склучен и ќе добијат зелени картички во текот на летото. Во овој период ќе утврдиме и оваа поддршка и овие средства ќе бидат исплатени исто така брзо и навремено оваа година, а целта на мерката за дополнителна поддршка од 3 денари по килограм предадена кај домашни откупувачи е за да ги наполниме домашните капацитети за домашно производство на храна кое што треба да се зголеми. Ова е мерката која што беше предложена од фармерите на подсекторската група и која што веднаш излегуваме и ја прифаќаме. Претходно сакам да потсетам дека на една од претходните состаноци на истата подсекторска група беше доставен предлог по целосната анализа за состојбата со производство и откуп на јачмен и во делот на јачменот беше предложена и од наша страна прифатена мерката за дополнителни 12.000 денари по хектар за сите производители на пченица, при тоа без скалесто субвенционирање, односно без намалување на оваа мерка доколку имаат поголеми површини и без ограничување на површините кои што претходно беа од 5 до 50 хектари, сега велиме дека оваа мерка ќе важи за сите кои што имаат над 1 хектар и без да се намалува со зголемувањето на самата површина. Имајќи го во предвид дека приносот кај јачменот исто така е поголем од 3000 килограми по хектар, очекуваме дека земјоделците токму и оваа дополнителна мерка од 12.000 денари кај јачменот ќе ја искористат повторно надвор од основните плаќања по површина. Како што кажав, мерката е намената за производителите на јачмен кои оствариле минимален принос од 3000 килограми и кои своето производство го имаат предадено кај регистрирани откупувачи или складирано во регистрирани објекти, предадено на домашни фарми или пак производството го искористиле во сопствените фарми. Што значи многу е широк опсегот за да офати многу поголем број на
производители на јачмен, кои што и го предаваат на фарми, но и го користат за сопствени потреби и без оглед на која површина ја имаат над 1 хектар и без да им се намалат овие субвенции доколку имаат поголеми површини, сите овие ограничувања се тргнати и сите можности за добивање на овие субвенции се офатени, така да очекуваме дека над 95% од сите производители ќе бидат офатени токму со оваа мерка од 12.000 денари по хектар. Кај мерката пак за дополнителен принос, мерката 1.3 од уредбата за директни плаќања за 2023 година се прави измена со која велиме дека годинешното производство на пченица и јачмен треба да биде предадено кај регистрирани откупувачи. Со ова земјоделците добиваат поширок простор сами да бираат каде ќе го предадат своето производство, на кој откупувач повеќе им одговара. Со цел да излеземе во пресред на производителите на житни култури, навремено правиме измени и во програмата за директни плаќања, односно кај уште една мерка преку која што производителите на пченица и на јачмен ќе добиваат дополнителна поддршка, преку мерка преку која што се обезбедува финансиска поддршка за складирање на пченицата и јачменот од домашното производство од род 2023 година. Кај оваа мерка пак се зголемува рокот за предавање во складишни капацитети на производството од пченица и јачмен, кој наместо од 1 август ќе почне од 15 јуни и ќе трае до 1 септември оваа година, со цел да ги офатиме и оние земјоделци кои што досега го имаат и го предале своето производство. Ова значи дека сите кои ќе го предадат производството на складирање заклучно со 1 септември ќе може да добијат дополнителна финансиска поддршка за целиот период додека количините се во складиштата, односно се до крајот на годината. Очекуваме зголемени количини и затоа ја зголемуваме и износот на оваа мерка по корисник. Наместо досега износот кој што беше на 500.000 денари, сега со измените кои што ќе ги предложиме на влада, овој износ максимален по корисник ќе биде 1.500.000 денари. Нова поддршка предвидуваме и за производителите на ориз, каде ја менуваме подмерката 1.2 и преку измените на висината на дополнителните плаќања на ориз, кои што изнесуваат 12.000 денари по хектар без употреба на сертифициран семенски материјал, а 19.000 денари по хектар со употреба на сертифициран семенски материјал. Ова се информациите кои што ги имаме во терен, дека голем број на земјоделци, на производители на ориз имаат набавено сертифициран семенски материјал и токму затоа и очекуваме голема бројка и на некој начин легитимно беше барањето да биде вградена и ова мерка за која што во минатата година имаше само 20 апликанти, сега очекуваме стотици апликанти заради тоа што е набавен сертифициран семенски материјал, а тие ќе имаат зголемени субвенции, не 12, туку 19.000 денари. Сите земјоделци кои имаат засејано површини со ориз, со сертифициран семенски материјал, доказите за набавка на истиот треба да ги достават до подрачните единици на МЗШВ до 14 јули и до кога трае и прејавувањето согласно новиот рок за директните плаќања од оваа 2023 година. Ова беше нашата цел со националниот план за производство на храна минатата година, постојано да креираме мерки преку кои што ќе има дополнителен, ќе го зголемуваме приносот и факт е дека приносот се зголемува, но и дека овие мерки кои што ги носиме ќе бидат врзани со предавање на ова производство на пченица и јачмен во домашните капацитети. Да подвлечам и повторам, само значи кај јачменот имаме покрај основните 12.000 денари и 12.000 денари за остварен принос на јачмен од над 3.000 килограми по хектар, мерка која што ја договоривме со земјоделците на подсекторската група, а со производителите на пченица дополнителна интервентна мерка од 3 денари по предадено количество на пченица, исто така кај домашни регистрирани откупувачи. И да подсетам, исто така, после и овие мерки, кои што денеска ги носиме, ова ќе биде прва година во која што земјоделците ќе добијат за прв пат во историјата авансна исплата на субвенциите во оваа 2023 година за субвенциите од 2023 година, што значи поледелците, производителите на жито, на пченица, на јачмен, ќе може со солидна финансиска поддршка и во септември, октомври со авансната исплата од 6.000 денари по хектар да бидат спремни и подготвени за новата сеидбена сезона, а исто така кажав и информирав дека
успешно заврши тендерот за набавка на зелена нафта за 50% кофинансирање за трошоците за нафта за механизација. Во текот на летото сите картички ќе бидат дистрибуирани преку нашите подрачни единици. Се на се, од една страна обезбедуваме брза исплата на субвенциите, која што веќе завршена, дополнителна поддршка и кај јачменот и кај пченицата заради откупните цени кои што ги имаме оваа година, зелена нафта за производителите на пченица и на јачмен и авансна исплата на субвенциите од 2023 година во оваа календарска 2023 година. Благодарам.